И трпео и стариот Арамија. Некој си прачуе на Арамија, слушнал за итроштините на Пеја, итромаријаецот, и решил да го испроба со својот арамиски занает. Го нашол еден ден в чаршија и му предложил да го научи да краде. Добро, му одговорил Пејо, мислејќи си во себе дека не е лошо човек да научи нешто повеќе, и тргнал со Арамијата. Подкраднале што подкраднале ситни работи од чаршијата. Отишли в село. И тука украле по некое јагне, јаре, кокошка, јајца и Арамијата видел дека ќе го бидува Пеја и за оваа работа. И решил да го предложи на наизрел испит. Па му рекол, знаеш што, Пејо, ти го испече до некаде мојот занает, но денеска треба уште нешто да ти кажам и да ти испробам. Па ако излезеш и тука како што треба, ќе ти дадам диплома од занаетот. Ене, ондека на врбата има страчкино седло, во него има јајца на кои лежи страчката. Гледај ти, сега, како ќе ги украдам јас јајцата, а да не сети страчката и да летне. И се качил стариот Арамија, го продупил гнездото од оздола и ги украл сите јајца на страчката, без да ги забележи и да летне. Арно, ама во тоа време Пејо се качил по него, дури Арамијата занесен во кражбата. Пејо му ги одврзал бевчите и полека му ги избутнал. Та слегол и ги скрил во трњето крај врабата. Кога слегол Арамијата и се видел без бевчи, му ја подал раката на Пејо и му рекол: дај ми ги, Пејо, бечвите, и оди ми со здравје, го положи и овој испит одлично. Така Пејо добил уште еден занает, но никогаш со него не се користел, зашто не била Арамија по душа.